јасна насоченост кон подобрување на националните политики. Дали сметате дека Еразмус плюс проектите се добра алатка или добра активност за пренесување на странското искуство од европските земји кај нас во насока на подобрување на политиките? Благодарам, че говорам конкретно за прв пат кога Македонија почна и добие можноста да ја применува клучната акција 3, структурен диалог помеѓу младите луѓе и донесувачите на одлуки. Тоа е едно европско искуство кое што земјите на ЕУ согласно правилата, односно процесите задолжително го применуваат како метод за креирање на било која политика. Младите во Македонија имаат можност да се стретнат на локално ниво со донесувачите на политики, со креаторите на било кои одлуки, но и на национално ниво да седнат на иста маса и да зборуваат за нивните потреби како да се креираат политиките. Ова европско искуство даде можност преку програмата на Еразмус Плюс и македонските млади да седнат на иста маса со политичарите, односно со донесувачите на одлуки и да влијаат во креирањето на политиките кои што се несуваат на нивните животи. Така што дефинитивно програмата Еразмус Плюс има и како големо влијание во развојот на националните политики во Република Македонија. Ви благодарам. Вистина сме многу експедитивни и затоа имаме повеќе време за кафе пауза. Јас се поканувам да се освежите, да се мрежите, да размените мислења, да се запознаете, а потоа ние ќе ве запознаеме со придружните акции на Еразмус Плюс програмата, со акцент на e-twinning акцијата. Благодарам.